Добро вечер во емисијата 360 степени наосад. Суштинските контакти во обидите за конституирање нова власт по изборите се случуваат зад сцената, далеко од очите на јавноста. Недостапноста на тие разговори ја остава јавноста во позиција да анализира и да носи заклучоци врз основа на изјавите и соопштенијата што јавно ги емитуваат актерите од внатре и од надвор. Од тие пораки неколку денешни се интересни за издвојување. Еврокомесарот Хан изјави дека очекува влада што ќе има програма заснована на Пржинскиот договор. Кабинетот на претседателот Ѓорѓи Иванов по средбата со Хан издаде соопштение во кое пишува, цитирам: "На средбата беше потенцирана неопходноста од што поскоро формирање влада, бидејќи единствено со целосно функционални државни институции државата ќе биде подготвена да се справува со сите предизвици." Завршен цитат. Овој дел од соопштението на Иванов е особено интересен кога ќе се спореди со ставот на ВМРО ДПМН за нови избори. Впечаток остава уште еден сегмент од соопштението од кабинетот на претседателот дека, цитирам: "Комесарот Хан истакна дека постои зголемена свест меѓу државите членки на ЕУ за неопходноста од деблокада на интеграциите и за таа цел е потребно формирање влада посветена на европските интеграции." Завршен цитат. Придонес во анализата на последните пораки и настани, вечерва очекуваме од аналитичарите Сашо Клековски, Висар Адеми и Алберт Муслиу. Ке видите и нова саботажа. Останете на Алсат, дебатата почнува по паузата. Еве назад со емисијата да ги представам гостите. Со нас реков се тројца аналитичари, проследувачи на она што се случува на политичката сцена. Висар Адеми, благодарам што сте со нас. Фајн гофтеса. Алберт Муслиу, благодарам и за ова што прифативте поканата. И Сашо Клековски. Благодарам што сте дел од 360 степени. Чувме дел од пораките кои што денеска беа испратени јавно. Вчера го видовме и комесарот Хан со изјави по средбите кои што ги имаше со политичките партии. Има за издвојување нешто според вас важно од она што како порака стигна од Хан? Имаше некакви очекувања дека може би доаѓа со некаква агенда, бидејќи не беа до крај јасни пораките што значи широка коалиција, се испостави дека не било така. Дали да речеме е расчистено едно прашање, тоа е прашањето за нови избори според вас вчера? Mendoj se janë dy momente. Kemi reterim edhe te kryetari Ivanov me mesazhin cilën e kanë lëshuar prej kabinetit të tij. Mos harrojmë te komisari Han insistohet për shpejtim të procesit, siç e dim edhe vet, prej momentit kur u kthy mandati nga ana e ВМРО DPMN-s, kemi një procedurë pak më të komplikuar të marrjes mandatit edhe eventualisht marrjes të krijimit qeverisë. Mendoj se ajo është mesazh i reterimit edhe të kryetarit Ivanov, uroj që ajo të reflektohet edhe në veprimet e tij, edhe nga ana tjetër mendoj se dilema për zgjedhjet e parakohshme u hoq. Po bile edhe dilema e një shumice të gjerë kushtetuese të cilën e ndigjum pak javë më parë nga komesari Han, ashtu që mendoj se mesazhi i djeshëm i komisarit Han ishte se proceset e reformave, proceset urgjente prioritare të reformave nuk presin, nuk ka kohë për to, edhe se duhet kjo procedurë e krijimit të qeverisë të përshpejtohet. Ne menjëherë pam reaksionin mbram edhe të disa liderëve, të cilët veç fliqin për punë praktike të ofertës, të pranimit të ofertës dhe dorëzimit të ofertës, ashtu që mendoj se ajo ishte edhe efekti i ardhjes të komisarit Han, të insistohet në reformat prioritare, po edhe gjithë procesit përshpejtohet. Клековски, вие како ја доживеавте посетата на Хан на пораките? Имаше ли поголеми очекувања од неја? Таа е планирана и димензионирана многу безбедно. Има друг повод за доаѓањето на Хан во Скопје, така да неговата посета е на маргините на друг настан кој се одвиваше во Скопје. Значи тоа е веќе во старт димензионирање на посетата на едно внимателно ниво, да не се подигнат очекувањата. Иако временски е па интересно димензионирана во 2 дена, имаше доволно простор ако навистина имаше таква потреба или желба кај Хан, тој евентуално и да посредува, но тоа не се случи. Не, јасно, значи тоа е внимателноста во димензионирањето. Има доволно простор за
поинтензивни разговори, меѓутоа ако тие не се случат, Хан дојде тука на регионален форум и тоа е главното постигнување, бидејќи мислам дека веќе никој не ќе да влетува во ситуација да посредува во нешто што нема да доведе до успех. Сите се внимателни веќе што може да се испорача, посебно што мислам дека ово е интересно, дека треба побрзо да се формира влада, дуи исто така вели дека многу брзо ќе се одлучи, односно велеше, а јас колку што ја разбрав пораката од дуи дека они се уште зборат за 5 опции за кои зборува и пред еден месец. Што значи дека во основа сите возможности се отворени, иако изборните резултати се такви дека и ВМРО, ДПМН и СДСМ се уште ќе се надева дека може тие да бидат тие што ќе формираат влада и што ќе треба многу време да помине да се изморат и едните од другите во обиди да направат мнозинство, да евентуално дојде на маса поширока коалиција или најширока или како веќе ќе се Клековски, дефинира. сметате дека ВМРО се уште отворено ја калкулира варијантата да формира мнозинство со оглед на тоа што на јавна сцена емитува други пораки, а тоа е дека на земјата и се необходни нови брзи избори. Тоа е во спротивност со тоа да се обидува или да сака да формира влада. Нормално тоа што се изјавува на сцената не е неминовно дека е тоа што се случува позади сцената. Во неколку моменти добивавме поинаква јавна комуникација тоа што се случува позади сцената, така да јас не би тврдел дека тоа што се говори јавно е тоа што се преговара во моментот. Ја мислам дека сите ги држат сите опции отворени, посебно со погледот вперени кон локалните избори, пошто мислам дека можеби сега дека дури повеќе локалните избори повеќе внимание добиват отколку што ќе се случи баш во моментот. Мислам дека има многу калкулации на кој што ќе му одговара да се случи до локалните избори. Ја мислам дека на многу мина не би им одговарало да локалните избори бидат заедно со едни национални избори кои повторно би измешале агенди, пошто надежите на многу мина на локалните избори се поинакви отколку надежите на локални избори. Значи, прашање, овој микс на прашање како националните, локалните агенди, како притисокот да се формира влада, барањето начин како ќе се свикаат локалните избори ако нема собрание до тогаш ќе влие што точно ќе се случи. Меѓутоа се уште мислам дека ниту покрај СДСМ, ниту ВМРО, ДПМН не е откажан од формирање на мнозинство. Адеми? Unë do të flas për dy gjëra në fakt, për vizitën e Hanit dhe për një fjalor në fakt që i kanë dëgjuar shumë nga këto analistët e pavarur dhe nga VMRO-ja si parti për ndërhyrjen e punëve në të diplomatëve ose ambasadat të ndryshme që kanë Maqedoni. Unë mendoj se edhe ne, edhe si shtet, edhe si kombe, jemi relativisht kombe dhe shteti i ri, që kemi treguar në histori, kemi dhënë shumë prova të mëdha që ne nuk dim të vendosim në momente kyçe, nuk kemi patur institucione stabile për të marrë vendime, për të çuar përpara disa lloj procese. Ashtu ka ndodhur edhe me krimin e shtetit kur është bërë në 91-shin. Në 2001-shin kemi patur një marrëveshje me të paqes, e cila ishte monitoruar dhe u garantuar nga SBA dhe nga Bashkimi Evropian. Edhe gjitha këto lloj marrëveshje, domethënë që kanë ndodhur edhe marrëveshja e majit, edhe gjithmonë kur ka patur një lloj krizë institucionale, kemi thirrur të huaj që të vinë edhe të na facilitojnë të paktën në këto kriza. Edhe mendoj që ne kemi inkurajuar një model veprimi të tillë. Domethënë ne kemi sa që ka patur një lloj krize ndërpartijake, ndërqeveritare ndërmjet BDI-s edhe VMRO-s, gjëja e parë që kanë bërë këto lidera nuk kanë shkuar tek antarësia e tyre ose komiteti i tyre, kanë shkuar në këshillim tek ambasada amerikane. Ne kemi kërkuar ndihmë prej tyre aktualisht, edhe ato gjithmonë kanë asistuar qoftë me asistencë teknike, qoftë edhe me asistencë qëllim mirë politike për të zgjidhur kriza institucionale, në fakt. Majski dogovor VMRO duje dogovaran i Absolutisht po, ato kanë postigna do amerikanskата ambasada. Nuk e kuptoj tani pse duhet ne sa që ka krizë të thrasim këto persona edhe pastaj të shpallim si persona që mund të jenë non grata ose persona të cilat ja duan të keq Maqedonisë. Ato kanë treguar shumë prova të mëdha që ja duan të mirë Maqedonisë, ndërsa ne kemi dhënë shumë prova që nuk kemi institucione të pavarura, kemi institucione që janë shumë partijake edhe institucione që nuk dinë të dalin nga kriza atë kur e futën partia
në thellë në krizë. Sa i shoh për porosinë e Hanit, dua të them që Hani ishte shumë i qartë që kërkon një lloj qeverie me bazë gjerë. Kur them me bazë gjerë, nuk mendon vetëm për numrat e deputetëve, por mendon me bazë gjerë partijake. Këtu përveç që mund ta përjashtojmë VMRO që nuk është dhënë mandati dhe nuk ka formuar qeveri, ngelen opsion që të gjitha partitë politike tjera mundet të futen në qeveri, sepse reformat po ngelin edhe po i rezistojnë kohës, ndërkohë që proceset integruese të rajonit janë aq shumë dinamike dhe aq shpejta që Maqedonia nuk ka dhe nuk duhet t'i lënë mbrapa. Зачувайте нещо и за по-доцно. Една реакция. Мислам дека вклучувањето на меѓународните заедници или амбасадорите често се случува на ниво на надворешна појава, на градење на перцепциите. Пошто, вклучувајќи во овој момент, ми се чини дека и внатре во ВМРО ДПМН и во СДСМ има голем притисок од членството, дека се тука близко до победа, до формирање влада и дека евентуално отстапување од така формулиран притисок од внатре од базата, исто е дури и во другите партии. Амбасадорите може да бидат употребени како нешто што ние не сакавме, ама не притисна како изговор, зашто се постапува во војна неминовна. Тоа е во скоп на една наша мачо култура, кај што ја не попуштам одам на победа и треба некој американец, француз или британец да биде тука. Видиш, ние не мислевме да попуштиме, ама вака ни кажа, така ни кажа. Мислам дека често се користи како изговор, не дека и актуелно постои надворешен притисок за некои решението. Ајде, деми кратко па Алберт. Jo, unë dakord që jam me këtë, po në kriza e tretë politike që ndodh Maqedonisë është kriza e partive, domethënë në emër të partisë, në emër të humbjes të zgjedhjeve përdoret domethënë duhet ruhet partie në kohën ku kemi aq shumë partizime të institucioneve dhe kur vetë partia është shtet, atëherë kjo lloj retorika edhe kjo lloj vokabulari mund të na futën të gjithëve neve në krizë dhe identifikimin me qëndrimet partijake që mund të jenë pastaj sinonime dhe do të jenë dhe politike e institucioneve e qeverive. Prandaj duhet partitë të jenë kujdesshëm sepse bëhet fjalë për miq që nuk duhet dhe nuk ka luks Maqedonia t'i humbën. Dy momente janë që mendoj se vlen thuhet. Pikë pari, për dallim prej herëve tjera, kur Unioni Evropian e përdorte atë teorinë e shkopit, kësaj here në një fjali u përdor teoria e karotës. Ajo është se edhe të kolegët edhe të shtetet antarët Unionit Evropian janë vetëdijsuar se proceset e integrimeve euroatlantike duhet përshpejtohen dhe se çdo ngadalësimi i tyre ka efekte negative. Unë mendoj se mesazhi i asaj është një dritë e bardhë, një karotë, i cili i thuhet establishmentit tonë edhe elitave politike se shansat janë reale nëse vazhdohet me proceset e reformave. Дека таа политика на Морков има влияние на барем на одлуките на Дуй. Unë besoj se nëse ajo elaborohet mirë gjithsesi se ka. Gjithsesi se ka, se një prej prioriteteve kryesore, bile edhe shkaku pse 2014-ën BD-ja hyni në qeveri edhe janë shkëlqyer gjithë nevojat tjera ishte tendenca për spaku. Ajo e deklaruar për përshpejtimin e integrimeve euroatlantike. Po mendoj se partneriteti me partnerët ndërkombëtarë shumë i rëndësishëm për subjektet politike shqiptare, edhe lënia e ndjenjes të efektivitetit mesazheve tyre është shumë e nevojshme për shkak të veprimit tyre. Дали ова зашто зборува Клековски? Дозволете му се. Дали ова зашто зборува Клековски? Употребата и злоупотребата на амбасадорите на политичката сцена е посебно изразено кај Дуј и тоа многу пати во смисло на тоа дека тие секогаш ги усогласуваат своите политики со Вашингтон и Брисел, а во суштина Unë mendoj se subjektet politike shqiptare nuk e kanë komoditetin aq të madh që të shkojnë në kundërshtim me qëndrimet e qarta. Do me thonë, kur janë qëndrimet e qarta, pak komoditeti i subjekteve politike shqiptare që shkojnë në kundërshtimet është më i ngushtë se të subjektet politike maqedonë. Unë dushet të komentoj edhe një gjë që nuk u tha këtu, lëvizim të ajo është sjellja e VMRO DPMN-s. Unë mendoj se mas kthyer të mandatit, në VMRO DPMN për herë të parë realisht u kuptu se mund të ndodhë që ato të ngelin edhe jashtë. Prandaj edhe në veprimin e tyre këto 2 javë, shoh një paralelizëm, përgatitje edhe për opozit, po përgatitje edhe për mbështet. Vokabulari është jasisoj, dërgohen mesazhe, bashkëpunimi në zgjedhjet lokale, po nga ana tjetër insistohet
që t'i ngushtohet komoditeti LSDM-s, insistohet se nuk e kanë pranu gjuhën, nuk kanë pranu asgjë tjetër. Ndërsa nga BDI-ja kishin deklarime se edhe VMRO-ja ka pranu zjerimin e ushtrimit të gjuhës shqipe. Domethënë kjo është një paralelizëm ku VMRO dhe PMN-ja, ashtu ishin edhe protestat dje nohor. Domethënë përgatitet edhe për opozit edhe pozit. Por mendoj se tash aty pajtohem me Sashën se edhe shtypja prej antarësisë në VMRO dhe PMN është më e madhe që eventualisht hyet në kompromise, ashtu që mund të gjithë kjo të facilitoj edhe procesin, nga se tash nëse ka garë ndërmjet dy palëve e cila do të arrijë para kompromisin me subjektet politike shqiptare, mendoj se ajo mund gjithë procesin edhe përshpejton. Po veprimet e VMRO dhe PMN-s më japin dije se nuk janë të hek nga gara, po nga ana tjetër realisht pregaditën. Gjithë ky sulmi ndaj ambasadorëve, ndaj shoqërisë civile, ndaj personave, ndaj LSDM-s për çështje që kanë të bëjnë me atë tendencën e tyre të mos pranimit gjuhës si rrezik për federalizimit, është pregaditje për dalje në opozit. Se gjithë ky vokabullar vetëm do të multiplikohet në opozit, se u mendoj se VMRO-ja është e vetëdijshme se nëse ngelen pushtet, nuk ka mundësi një shtet që është aspirant për Unionin Evropian mbille organizata jo qeveritare të përzej diplomate kështu me radhë. Ajo prapë do duhet kyçet në sistem. Si do ta bëja, sigurisht edhe pra të kanë strategji. Por mendoj se kjo lëvizje dualiste është realisht edhe pregaditje për opozit eventualne. Добро, ќе направиме пауза па ќе продолжиме дебатата. Благодарам за сега, ви поканувам да бидете со нас. Гледате 360 степени, во студиото се Алберт Муслиу, Сашо Клековски и Висар Адеми. Го продолжуваме разговорот. Адеми, чувме, мислам дека два различни става за едно исто прашање. Клековски е на ставот дека независно од тоа што ВМРО ја форсира тезата за нови избори, во позадина веројатно има интерес и може би работи и на формирање мнозинство. Од друга страна, Муслиу варираше теза дека дел од пораките кои што се испраќаат одат на линија на тоа дека може би ВМРО сепак се подготвува за да биде опозиција, да? Ова не е контрадикторно. Не. ВМРО има планови за, како што ДУ има 5 опции, и во ВМРО има 5 отворени опции. Што значи да се оди во опозиција, што значи да се преговара со ДУИ, што значи да се преговара со СДСМ. Мислам дека никој не ги затвара опциите, во моментот сите ги држат сите опции. Дали ВМРО ја држи се уште отворена опцијата и дали според вас е активна опцијата за мнозинство кое што ќе би било предводено од ВМРО ДПМН? Да речеме неколкумина представници на ДУИ кои што словат за блиски до структурата која што се залагаше или залага за продолжување на соработката со ВМРО ДПМН, слушнав ми изјави дека да, технички е возможно се уште да се направи коалиција со ВМРО ДПМН, но суштински е тоа многу тешко остварливо. Për në qofë se një ja jep një mandatin, atëherë mendoj që në qofë se kjo nuk shfrytëzohet kjo kartë për të bë qeveri, atëherë mendoj që keni ezauruar ose konsumuar atë lloj opsioni. Definitivisht VMRO-ja do mundohet deri në momentin e fundit të bën qeveri me BDI-n edhe një partner tret. Многумина во таа насока ја толкуваат и вчерашната изјава на Ахмети, кој што прашан да ја коментира некои од изјавите на другите лидери дека се уште е во контакти со Груевски, рече да, комуницирам и со ВМРО ДПМН и со СДСМ. Po kjo komunikimi i Aliut me të dy partitë politike është zero sum game, domethënë nuk është se do jep diçka, duhet në fakt neve na duhet një lloj vendimi prerë, sepse nga këto lloj analizash 5 pikëshe të BDI, shumica e tyre do kishin përfunduar doktoraturat dhe magistraturat me kaq analizë që kanë bërë ato. Ideja është që neve nuk na shteti ose institucionat ju duhet një qeveri stabile, një qeveri që do fokusohet tek reformat dhe qeveri që do vazhdojë mandatin PSP-s dhe institucioneve të tjera. Ajo që VMRO-ja do mundohet bën, sepse vetëm VMRO-s tani për tani i nevojitën zgjedhje parakoshme, sepse me këtë e mban energjetik, e mban energjinë e duhur të antarësisë vetë, e mobilizon antarësinë me qëllim që të fitojë atë që e ka humbur. Realisht,
përveç VMRO-s, të gjitha partive tjera duhet të fokusohen në krijimin e institucioneve stabile edhe në shkoljen e zgjedhjeve lokale. Unë jam shumë dakord me Sashën kur thotë që do ndryshoheshin temat. Sot Maqedonisë më pak se çdo herë duhet zgjedhjet parakoshme bashkë me ato komunale, sepse sot ngatrohen temat. Ju në një moment ku do të flisni për shërbime komunale, se kur flisni për se si një kryetar komune shikon qytetin e saj ose të tij, tash do të flasim për politika të mëdha, dhe zoti mos vllash të ketë një incident, atëherë ndryshon edhe agjenda edhe mesazhi që do jepet qytetarëve. VMRO-ja unë mendoj që nuk do krijon më qeveri, sepse atë lloj pike i ka e zoruar, tani duhet partitë shqiptare bashkë me Aliun, krye plaku i këtyre negociatave duhet fokusoj dhe sa më parë të krijoj institucione stabile, sepse për Maqedonia po humbën shumë kohë dhe terren krahasim të tjerët. Клековски, за вас имаме едно вакво прашање. Има ли кои би биле аргументите за ДУИ да го избере СДСМ за партнер? И колко е според вас реалистично стварлива таква евентуална опција? Се разбира, знам дека бројките не одат во прилог на тоа дека само СДСМ и ДУИ може да направат влада. Тука мора да се придодаде уште некоја од партиите на албанците. Главниот аргумент против правење влада во овој момент е дека било која влада нема да биде стабилна. И сега дури треба да размислува, ако влеземе со ВМРО ДПМН во коалиција, губиме ова и ова, добиваме ова и ова. Со СДСМ е слична ситуација. И мислам дека уште долго време ќе може да се одлучат колку добиват, колку губат. Главниот аргумент е тоа што ВМРО ДПМН и Груевски лично често го спомнуваат е прекршувањето на Мајскиот договор, дека условно да кажам победниците од една страна и друга страна формираат влада. Ја би бил среќен ако се прекрши тој договор и партиите да почнат да си се дефинираат по идеолошка линија, а не по етничка линија. Мислам дека тоа е нешто што на ДУИ се уште во оваа позиција му гарантира уште некој време дека ќе биде партиципиент на власта. Овој Мајскиот договор победник со победник. Мислам дека ДУИ се уште не е целосно потрошен и ќе помине некој време да има друга партија, дали тоа ќе биде БЕС или некоја друга партија што ќе го челенџира ДУИ во таа негова позиција. Од друга страна, кој барање може да ги испорача коалицијата СДСМ ДУИ? Дали може да го обезбеди мнозинството што е потребно за идентитетските прашања? Не само мнозинството во бројки, туку и мнозинството на поддршка во земјата. СДСМ еднашка плати за законот за територијална организација. Дали е спремен повторно да помине таква епизода? Дали може да се испорачат, да не знам за овие работи? Само ќе се согласите дека и 2001 да се прашуваше мнозинството во земјата, рамковниот договор немаше да се случи. Во таа смисла, мејнстримот е секогаш контра, како да кажам, тешките одлуки во државата. Забаваш дека тога сите 4 партии подпишаа. Значи, збориме сега како влада на СДСМ и ДУИ ќе спроведе агенда која треба да ја поддржат ВМРО ДПМН. Да не збориме за работите за кои има двотретинско мнозинство, кои секако... Не зборувам за тоа, јас за евентуална поддршка од ВМРО на влада на СДСМ и ДУИ. Значи, јас гледам таму многу ризици за двете партии, бидејќи тешко дека ќе има испорака. Прво заради нестабилноста на структурата, било која структура ќе биде тука 62 до 65 претеника. Ние на математика не стига повеќе од 8 широка коалиција. Мислам, ниту реформските приоритети во правосудство, во другите работи ќе се остават. Прашањето што добиваат тука било кој од партиите, мислам дека нема некоја голема перспектива за добивка, посебно за ДУИ. За СДСМ може би е доаѓање на власт некаква добивка, ама и таму е знак на прашање. Затоа мислам дека малку сите ќе да го влекуваат да видат што ќе се случи со локалните избори, кои се можните комбинации за локалните избори, па кога ќе се преклопат може би картите. Ама полека се влегува во цајтно. За локалните избори и за националните да стане појасно кој со кого, за кого и за што би одел. Муслим, може ли да ви поставам едно прашање? Ме интересира како го прецепирате вие ДУИ во однос на едната опција и на другата опција, кога велам едната е влада со ВМРО ДПМН и другата е влада предводена од СДСМ.
Иако тие на јавна сцена се обидуваат да остават впечаток на заедништво, на едногласно носење на одлуките, очигледно е дека таму има разногласие и дека отпорот на една структура кон коалицијата со ВМРО ја оневозможи партијата и Али Ахмети до крај да отиде во својата намера да го продолжи партнерството со ВМРО ДПМН. Сега, дали евентуално може да се случи слична ситуација на другата страна? Колку реално е голем тој јас и колку е, условно кажано, силна едната, колку е силна или слаба другата страна? Дали е тоа возможно вака да се анализира? Pavarësisht se çka përfolet, nuk besoj ajo se aty mbas debatave është tash pra fjalosje, se kështu është për qëndrim që mos bashkëpunohet me ВМРО DPMN. Unë mendoj se aty ka pas ndikim edhe rezultatet e zgjedhjeve, ka pas ajo opinion i cili është ekzistent te komuniteti shqiptar në Maqedoni, një besim se BDI-ja për vite me radhë ka qenë detyruar për shkaqe shkaqeve që të koalicionoj me ВМРО DPMN, prandaj mendoj se edhe ajo është edhe shkaku pse BDI tenton ta institucionalizon këtë bisedë me njërin tjetrën pale kështu me radhë. Insistohet të hidhet gjithë biseda, gjithë negociatat në çështje më konkrete që të sprovojnë para qytetarëve se nuk ka qenë ajo kapnja e BDI-s, ajo e cila i ka detyruar ato të bashkohen me ВМРО-n, po ai principi i fituesit me fituese kështu me radhë. Nuk besoj gjithsesi se BDI ka pas shumë marrant të vazhdoj bashkëpunimin me ВМРО-n, veçanërisht me këto numra të cilat e kemi pas në zgjedhjet e kaluara, po nga ana tjetër kemi edhe zgjedhjet lokale. Zgjedhjet lokale për të cilat besoj se BDI-ja edhe strategjinë edhe mënyrën e veprimit cilën e ka tash e lidh jo vetëm me krimin e qeverisë 3, po edhe me veprimin e skenës politike në zgjedhjet lokale. Mendoj se ato i kanë hudh tash në fazën kryetare. Ato me futjen e LRPDSH-s dhe BES-s e fitun komoditetin që të mund të bisedojnë me të dy palët. Mos harrojmë, mos ishin në shkryt platformën, mos ishin marrë vesh me subjekte politike shqiptare, e vetmja mundësi me cilat mund është të fole ishte ВМРО DPMN-ja, se numrat e kufizoshin natë. Ndërsa tash, mendoj se pavarësisht skenareve cilat ne do t'i shohim publik, edhe për foljeve se janë shaqe, janë vraqe, u mendoj se veprojnë strategjikisht tash ta masin edhe pulsin të populata shqiptare, se kemi zgjedhje mbas 3 muaj, eventualisht bashkëpunimi me ВМРО DPMN, si do të ishte reflektuar në zgjedhjet lokale, e dyta, mosgatishmëria e ВМРО DPMN-s, unë spaku sipas fjalëve të portparollit të BDI-s për pranimin e prokurorisë speciale, ne shohim se këto ditë ВМРО insiston ta hiqe edhe atë çështje prej skenës se gjë e kanë pranuar edhe çështjen e gjuhës, ja ngushton mundësinë manovruese dhe BDI-s që të bashkëpunojë me to. Këtë lidh me atë pares që thash. Gjithë këto mesazhe që tenton ВМРО-ja t'ja ngushtoj hapësirën edhe LSDM-s për negociata. Kjo insiston se nuk e ka pranuar gjuhën, me qëllim që të sulmon LSDM-n nëse eventualisht mirën vesh për çështjen e gjuhës. Kështu me radhë është tendencë e ВМРО-s që ta pamundsoj bashkëpunimin e LSDM-s me BDI-n, ose mos ngelin argumentet cilat eventualisht BDI-ja mund t'i përdore ndaj tyre nëse hynë në bashkëpunim me ВМРО-n, me LSDM-n. Unë du të them se pavarësisht se unë thash pare se ВМРО-ja përgatitet për të dy opsionet. Realisht tash është shumë marrant edhe për BDI-n t'i kthehet opsionit të parë ndonjë mandatarit ВМРО DPMN-s, përveç se eventualisht ne kemi vizitor tjerë që na janë paralajmëruar, kemi ditën e diell edhe ministrin e jashtëm të Austrisë i cili na vjen. Nëse ndonjë lëvizje tektonike brenda ВМРО DPMN-s, ndryshoj diskursi politik, opinioni pa ajo është mbas mesazhit Hanit për mua është një mission impossible, nuk mund të zgjatet gjithë kjo procedura as gjatë. Ashtu që mendoj se tash realisht BDI-ja ka shumë ma kollaj edhe para elektoratit vet ta justifikon bashkëpunimin me LSDM-n, se sa eventualisht ta refuzon LSDM-n për kushtet cilat ne e shohim edhe për liderit të opozitës se relativisht janë të pranueshme për LSDM-n, edhe t'i kthehet ВМРО DPMN-s me të njëjtat kushte, ku nuk do të nënkuptoheshte
prokuroria speciale. Unë mendoj se edhe mesazhi i Ali Ahmetit, kohën e fundit ka qenë insistimi në prokurorinë speciale. Domethënë çështje e cila në bashkëpunim me VMRO-n është shumë më rëndë që të promovohet. Prandaj them, gjithë këto shenja janë për mua indikacion se shansat realisht shkojnë nga bashkëpunimi me LSDM. Знаете, да ќе ви дадам збор, а да ми во таа смисла е многу интересно однесувањето на Дуи Преска, тоа што се обидував да го поврзам со тезата на Клековски околу влијанието и злоупотребата на амбасадорите. Соопштението од Американската амбасада беше дека идната влада треба да се фокусира на владење на правото. Платформата на албанците не се спомнува таму. Јас не велам дека тоа не е важна точка во политичките преговори. Па, јаш пиесе платформата. Pjesë e platformës, prokuroria speciale, reformat janë pjesë e platformës, do të thonë nuk kanë kontest. Mund diçka për rolin e BDI-s, në fakt, sepse duhet komentoj diçka. Është normale dhe me tonë që në qoftë se ka një grup të njerëzve të cilat janë më afër VMRO-s, është për shkak se ato kanë 8 vite që bashkëqeverisin bashkëpo. Klasa politike ose ato politikanë që kanë qenë në kohën që ka pas bashkëpunim me LSDM ose janë jashtë skenën tani ose janë ambasadora ose në momentin më të keq nuk janë aktiv politikisht. Edhe tani ajo lidhje, të me thënë, është shkëputur, qoftë bashkëpunimi, qoftë edhe një lloj bashkëpunimi institucional që ka patur më herët. Tani kjo 8 vite ka një lloj gjenerate tre politike që ka ardhur tek BDI-ja dhe që ka kriju lidhje edhe të afërta edhe ideologjike, po edhe me thënë shoqërore, me njerëzore, me emotive me VMRO-n. Ajo që dua të them unë në fakt është se edhe VMRO-ja edhe LSDM-ja do ta konsumojnë shumë shpejt BDI-n. VMRO-ja më shpejt sepse vetë koncepti që e ka kriju domethënë analistët edhe presioni publik që i bëhet domethënë për shkak të fjalëroj që ka patur VMRO-ja, do e sillte që ky lloj bashkëpunimi do ta konsumonte shpejt partinë, që mund të drejtë një lloj të themi mos e gëzonte partia. Edhe lidhja me LSDM-n do sillte i tek ky lloj përfundimi, po duhet më i ngadalshëm. Tani ka edhe një variant që i besoj unë, është që të krijohet një lloj qeverie me LSDM-n, blehet sa më tepër kohë tani, derisa ekziston kjo lloj vakumi ose kjo limbo situatë, të shkojnë deri tek zgjedhjet lokale, me pozicione të paprekura, të ketë një lloj marrëveshje të heshtur ndërmjet BDI-s dhe VMRO-s. Edhe në qoftë se zgjedhjet lokale krijohet një lloj, do themi një 61% ose një 70% të vendeve rurale dhe urbane ku do fitonte VMRO-ja me BDI-n, të shkoshten zgjedhjet parakohshme në shtator, edhe për atje të filloshin të forsoshin pozicionet. Kjo mund të jetë edhe një skenar tjetër për shembull e cila mund të shkojë në favor të VMRO-s, që të ketë një lloj marrëveshje, të krijojmë një lloj qeverie tani, sa për t'ia bërë qefin edhe diplomatëve të huaj, po kjo të jetë shumë afat shkurt për shkak se duhet blehet kohë tani, të konsumohet koha deri te zgjedhjet lokale të ketë një lloj marrëveshje për krahje në raundin e dytë, siç zakonisht bëjnë politikanët tonë, edhe kur ka nevojë për numra, edhe pastaj nëse VMRO kishte qenë fituese në kampin etnik maqedonas, BDI-ja në kampin etnik shqiptar, atëherë të shkohet kjo jep impresion që LSDM nuk i ka numrat, nuk i ka votat, të shkohet në zgjedhjet parakohshme parlamentare. Клековски, вие што мислите? Да? Ќе биде многу тешко да се тврди било кој дека е победник, пошто начинот на гласање за совети, за градоначалници, начинот на собирање, сите ќе тврдат дека победиле, како што сега сите тврдат дека математиките ќе ги знаат. Победиле. Да. А математиките ќе ги знаат, они може да прават кампања било каква, ама бројките ги знаат. Математиките ќе бидат политички. Да. Например, кој ќе победи во Скопје. Како што сега се калкулира со бројките. Така што партиите односно соработката или несоработката на ДУИ БЕСА со ВМРО, ДПМН и СДСМ ќе влие на многу општини, вклучувајќи во главниот град. Така да, мислам дека тешко ќе биде да се прогнозира дека ќе имаме јасна слика после локалните. Има уште две опции други кои што се на маса. За едната од нив зборувавме деловно. Двете опции се, едната е малцинска влада, на СДСМ, Алијанса и БЕСА поддржана од ДУИ, која би останала во опозиција во тој случај, и другата е широка влада во која што би влегле сите главни политички партии.
Што се аргументите за и против според вас овие опции? Што би постигнала малцинска влада, вклучувајќи со влада со нестабилно мнозинство? Мислам дека за тоа што не очекува без разлика дали се реформски приоритети или билатерални спорови или идентитетски прашања, малцинска влада и нестабилна влада како може да помогнат? Не можат никако да помогнат. Пораките од Брисел за широка, најширока можна влада, бидејќи нема сите баш прават нешто, ќе може и остане во опозиција. Знаете дека тоа е една од 5 опции на ДУИ. Да. Значи, таква влада би можела да влезе во некои од овие работи што се спомнати од промените во правосудството или во билатералните спорови или во некои од идентитетските прашања кои има просто задогање. Така да малцинска влада за мене кон што би водела, зашто би малцинска служела? влада предпоставувам дека предпоставува дека ДУИ би ги поддржувала главните, како да кажем, тематски, реформски потфати на таа влада. Не значи дека само би гласала за владата и потоа би била против се. Најголем дел тие реформи се поврзани со двотретински мнозинства. Што тоа е со двотретинско мнозинство, например, поврзано? Јас не мислам дека е многу таа работа поврзана со две третини. Немам анализа. Промените во правосудството се поврзани со две третини. И ја е да прокурор република. Промената на законот за СЈО, која тврдам дека ако СДСМ направи влада, не им треба СЈО, Катица ќе именуваат зајавен обвинител на Македонија и ќе смена ситуацијата. Меѓутоа, ако се инсистира на СЈО, промената на законот за СЈО бара две третини. Да не зборувам ние покрупните прашања. Да, но соработката на институциите со СЈО не подразбира две третини. Разбирате, ќе се смени политичката дека малцинска атмосфера. влада ќе смени нешто во правосудство, во судски совет кој е независен орган. А вие не мислите дека се поприлично опортуни луѓето во тие области и дека со промената на власта и тие практично се прилагодуваат на новата атмосфера? Не го мислите вие тоа? Со малцинска влада. Ајде да видиме. Не, ве прашувам на ниво на теза, ја не тврдам ништо. Значи, ние, ако беа опортуни, ние сме 2 години во политичка криза. Ја не видов значени пребези. Нели, неколку пати беше најавно, не знам, вакви четворки, онакви петорки се формира, овие ќе пребегаат, оние ќе пребегаат. Јас колку што и за ВМРО ДПМН и за ДУИ истите гласи ни се слуша, јас колку што гледам, после 2 години жестока политичка битка, нема битни освен оние почетните што беа со Солза и со Зошто Панчевски не е реизбран за председател на Кривичниот суд? Еве колку време се тегави постапката во судскиот совет, на пример? Еве едно прашање. Види, во моментот има 3 кандидати за председатели на Врховен суд и колку што знам јас, сите 3 кандидати се блиски на еден или на друг начин до власта. Може да бидат натрешни прегрупирања. Бидејќи оно што недоволно го коментираме, дали всушност е возможно решение до се Груевски, Заев, Ахмети, Тачи, лидери на партиите, дали дел од решавањето на политичката криза е внатрешно реструктурирање на партиите. Дали некои градоначалници од ДУИ ги има многу, некои ги нема многу, дали е тоа устроитивко подготување за некакво прегрупирање во Кои ги нема во вната, не кем да минувам се. Ке дојдете до заклучок кого нема. Не се бъдат паралелен. Кој не оди во СДСМ на преговори. Не се бъде паралелен дërmjet qeverisë gjërë edhe qeverisë Pakicës, unë mendoj se kjo e dyta ka ma shumë shans. Spaku sipas bisedave cilat i ndigjojmë ne tash. Një prej justifikimeve BDI-s është se në atë mënyrë ato do t'japin shans reformave, po do t'jenë jashtë me qëllim që ta lejojnë gjyqësorin t'i bëj edhe ato ndryshime, po edhe ato hetimet të cilat duhet t'i bëj. Реформите ќе дадат шанса и во државата и во партијата. Po, shif tash, ne për gjithë partitë folim për reforme, nuk folim për VMRO DPMN. Domethënë ajo është proces i lidhur. Unë prandaj përmenda edhe ardhjen e Kurcit për folet se edhe ardhja e tij është me qëllime tjera. Не, јас кога верав внатре во партијата мислев на ДУИ, со останување во опозиција, ако веќе зборуваме за малцинска влада. Nëse ajo ndodhen, ajo është pjesë e
pregaditjes për zgjedhjet lokale, unë nuk mendoj se edhe nëse ngel jashtë qeverisja do të jetë afatgjate, mund të ndodhë që mbas zgjedhjeve lokale të ketë edhe ndonjë shiftim të mreçëm, po sipas me qeveria e Само vas слушайте ме вемо. Ако од преговорите произлезе закон за употреба на албанскиот јазик, со кој што се унапредува употребата на албанскиот јазик, дуи ќе им остави на БЕСА и на Алијанса да ги црпат придобивките од тоа во владата? Disa justifikimet, të cilës paku i kam И promovu, на СДС. disa justifikime për eventualisht ngelin jashtë qeverisë, ata përmbajnë, janë veprimi i gjyqësorit, nuk është në një justifikim tjetër, s'pak atë e kam dëgjuar. Unë e thash, ndërmjet qeverisë gjerë edhe qeverisë të pakicës, për mu ma reale është kjo e pakicës e qeveria e gjerë. Qeveria e gjerë është diçka që shumë rënd tash do të mund të kalonte edhe të justifikohet para votuesve. Ajo është ideja. A do të ndodhe ajo që t'ja lejnë dikujt tjetër ta përfitojë atë që nëse eventualisht disa çështje rregulohen, është tjetër çështje. Unë mendoj se ma reale është qeveria politike e gjerë, siç tha Visari, e opozitës me disa subjekte politike shqiptare. Po nuk e ekskludoj edhe mundësinë që të përmbahet ajo qeveri, se është një argument shumë i fortë pasi për ti realizu interesat tuaj në zgjedhjet lokale. Shkon në bashkë me Albertin pak, dhe me thënë, qeveria e pakicës e vetëmja benefit që mund të jep, kam edhe unë të akordohem dhe që ndoshta ato reformat e mëdha s'mund t'i bën, e vetëmja benefit që mund të jep qeveria e pakicës dhe shumë i rëndësishëm është departizimi i institucioneve. Më dhe në qovë se Zaevi ka thënë publikisht shpesh që nuk do ketë më kaq kapi të institucioneve. Ne zaboravime kako sme upišeni u izveštaju na Evropskата komisija, kako kidnapirana država. Tash, unë kam i teori timën që them që shpesh Maqedonisë i ka ndodhur 3 kriza të mëdha. Kriza e parë ishte 91 kur krijum qeverinë, kur e krijum shtetin, po nuk bëm një lloj kushtetutë inkluzive, që të jetë inkluzive për gjithë etnikumet, që ndodhi 2001, pastaj ja bëjmë një lloj, ishte kriza e humbjes së kombit, prandaj krijuam edhe një komb fuqishëm. Në 2006 në Këndin e kemi krizë partijake, institucionin të vikot në partinë. Partia me institucionin, si Majakovski që e thot në poezinë e vete, partia është Lenin, Lenin është parti. Tani në 2017 në të flasish për këtë lloj partizimi kaq të madh është me të vërtetë dhimbshme në zemrat e Evropës. Prandaj unë them që vetmi benefit që mund të ndodhë është dekontaminimi dhe departizimi i institucioneve. Pastaj vetë departizimi do sillte edhe reforma që po i thot Sasha që duhet të кажеш дека дуи ќе се департизира од министерствата така што сега има министри. Ќе се реформира. Малку не разбирам, значи Дуи е во власта од 2011 година и сега велите дека влада со Дуи ќе придонесе кон департизација на администрацијата. Или ќе албанците све ќе си остане исто, а ќе има департизација ќе македонците. Остане надвор од влада, а подржи влада. Зошто бе Дуи би подржал влада која ќе го департизира него? Сака да се реформира, иначе ќе пропадне. Ќе се пропадне како партија. Не, ја реков не гледам дека толку долгорочно размислуваат нашите партии. Еден од аргументите сега го спомнав за зошто Дуи не би сакал со СДС да оди. На кога ќе се припишат заслугите? Ако има влада на ВМРО и Дуи, ако се реши било какво идентитетско прашање и прашање од платформата на албанците, ќе биде јасно дека е заслугата на Дуи. Во влада со ВМРО. Пошто ама не е заслуга на ВМРО. Пошто ние еден од етничките албанци нема да гледа дека ВМРО придонел нешто за остварање на платформата. Во влада на СДСМ без Дуи не само што постои можност БЕСА да се ги припишува заслугите, има голема веројатност СДСМ да се ги припиши заслугите, односно граѓаните да гледат дека СДСМ е исполнил платформата, а не Дуи. Значи Дуи ќе биде во една многу некомотна ситуација така. Имаше некој извештај од ЦИА, вика во 50-тите 20% од комуналните предпријатија во земјава биле партиски членови. Сега веројатно 100% се партиски членови, од сите партии. Бидејќи јас не сум чул некој од државната администрација да е отпуштен. Значи сите што се осем што заминале во пензија, овие 25 години, погледнете ги листите на пратениците од сите партии. Мнозинството се буџетари. Во сите партии. Ние немаме приватен сектор со честни исклучоци на ја не викам дека сега буџетарите не треба да видат на листите. Значи ние имаме доктори и во ВМРО ДПМН и во СДСМ. Буџетари. Кој кога ќе департизира таму? Не концептот, не работава...
ставот на што ние бар сме го слушале во врска со работата на правосудството. Значи, ако Така да се евентуално се ослободи. остане, ако случајно остане, значи подржи влада и остане надвор, и му дава можност на правосудството, Да на покаже специјалното јавно обвинителство, сите тие дилеми кои се движеа во јавноста, дека евентуално може да има криминогени елементи, да тие можат да се прегледа и да отидат низ процедурата. А според мене причина за тоа би била и реакцијата на гласачите на локалните избори. Значи, тоа би била единствената причина зашто според мене таа влада таква и би се формирала. А влада од сите политички партии мислам дека сега реално има најмалку шанса да се реализира. Зашто и после посетата на Хан вчера. Добро, полека привршуваме, да. Вклучувајќи затоа што меѓународната заедница не до крај разбира како функционира Никола Груевски. Дека колку повеќе притиска за одредено решение, толку повеќе се оддалечуваме од решението. Мислам дека од март 2015 Груевски отворила опцијата за широка коалиција како формат за решавање на некои поважни прашања, одговорот во Борис Трајковски во салата. И ми се чини дека од нешто што беше посакувано како формат за да дојдеме до некои поголеми промени, сега е најмала можност. Ама и формат на куптоне да инволвимине Унион Европјан, штетевет башку мет Америкас, тиđena agenda, sajtjeverije, program, nuk është i realizueshëm shpejt. Unë mendoj mas mesazhi djeshëm ne do të mbarojmë me qeveri politike. A do t'jetë e pakicës, a do t'jetë normale, po unë mendoj se do të mbarojmë me qeveri politike. Добро, Клековски инаку, да, предоставам меѓународната заедница гледа и како ВМРО плаќа лобисти, демократи, како сега се бори за лобисти, републиканци во САД, нели? Како бара истомисленици, поддржувачи во Европската унија, зошто Курц доаѓа во недела и така натаму. Во смисла на она што го зборувате, дека колку повеќе го притиска, тој толку контра тоа оди. Прашањето од кого доаѓаат пораките, какви и за кои принципи се однесуваат. Мислам дека тоа е разликата. Зборам за нешто што сите сме се договорили. Значи, значи пораката на 15 март 2015 година, тоа беше само што се објавија бомбите, во Борис Трајковски салата пред собрана ВМРО ДПМН, Никола Груевски рече, мене не ми треба да излезем во владата, да ми го држи стравот за тоа што треба да го направам. За билатералните прашања што се спомнуваат. И од тогаш мислам дека цело време се движи некој интерес на меѓународна заедница за кој сите сме се договорили така. Не дека само интерес на меѓународна заедница, туку ние сме се договорили дека евроатлантските интеграции се наш врвен приоритет. Сега човек не е паметен дали претходно било пробано и со по-разумни убедувања да се помести таа агенда или не, ама ми се чини дека во моментот сме далечени и дека и некои постратешки процеси се далечени во моментот. Мислам дека 2017 ќе биде. Добро. Полека привршуваме. Јас Висар на крај само ќе го прашам, бидејќи тој е и економски аналитичар, оддржливо е ова економски. Слушаме бизнисот дека реагира, да се жали, бара што побрзо да се стабилизира политичката ситуација, а земјата е во агонија веќе години. Аз kërkush nuk flet për ekonominë këtë vend, vetëm flasim për zgjidhje politike. Ne në fakt kemi një sektor privat shumë statik, nuk është shumë dinamik dhe nuk ka dhe një lloj fuqie konkurruese në trajet rajonale. Fatkeqësisht, zakonisht sektorët tonë që janë strategjik, që është turizmi, ndërtimtaria, në fakt edhe bujqësia, blegtoria, janë sektorë që shumë kanë vërshmëri të madhe nga paratë publike, të cilat i jep shteti në bazë të tenderave. Edhe prandaj çdo lloj mungesë lloj qeverie e humbën akoma më tepër likuiditetin e tyre, humbën aftësinë konkurruese të tyre në trajet rajonale, mos flasim pastaj konkurrenshmërinë në trajet globale. Sot skemi edhe investitorët tuaj, sepse në institucione jo stabile, në institucione ku sot nuk di që do ndodhen, nuk ka një lloj parashikimi, ato nuk e marrin riskun që të investojnë asetet e tyre dhe kapitalin e tyre në vend jo stabil, edhe politikisht, por edhe me një lloj krize, domethënë që mund dalet drejtnike. Ajo që është akoma më tepër dhe reperkusion dhe outcome i kësaj krize është se 500.000 persona neve ne kanë ikur. Nëse ne deri dje kemi eksportuar
fuqi manuale ose fuqi punëtore, me thënë, pa shumë kompetenca, tani po eksportojmë edhe doktor, edhe mjek, edhe ekonomista, edhe inxhiniera, edhe shumica e qyteteve sot mëdhaja nuk kanë mjek, nuk kanë, me thënë, është një lloj humbje e madhe dhe ne nuk kemi asnjë lloj resursi të madh përveç se njeriu. Ne jetojmë në një vend ku kapitali më i madh i këtij shteti është njeriu i ri, mosha e re. Në qoftë se tek te po e humbim atë çfarë do flasim ne, për çfarë krize politike që do zgjidhte problemet tona. Ви благодарам много, що вечера бевте мои гости. Сега нам беше интересно за публиката. Мене ми беше. Сречко Поповски и саботажата са наред. Бесплатниот автобуски превоз како адхок мерка не вроди со плод не само затоа што не беше доволно афирмиран, туку и заради тоа што авторитетот на градскиот татко, изгорен од желба да се додвори за нов мандат, не само што не предизвика реакција кај граѓаните, туку не досегна ниту до свеста на неговите најблиски соработници. Вашата кола Мерцедес тука е, шоферот ви е дојден со кола? Не, тој мислам дека остави на колата. Не, ја видовме тука како доаѓа са бајда колата. Може би, сега ќе остане колата. Нема да вози. За разлика од непослушниот возач кој можеби нема ниту да добие дисциплинска, порачувачите на автомобили во кои се возат нивните шефови, глават само затоа што биле толку многу послушни. Соочени со камерите инсистираат на принципот на презумпција, чија повреда тие усовршија до ниво на Оскар. За кој случај бев повикана, мислам дека е коректно да ви каже тој што ве повикал да дојдете овдека. Вашиот портпарол Иво Котевски испраќа порака до медиумите. Повикувајќи ве, најверојатно очекувал дека треба да пренесете некоја порака. Пораката гласи: Епазаев веројатно има проблеми околу аспирациите за лидер, Сабајлево е приведен за половина сат, ќе биде пред основен суд. Ви благодарам. Но и оние што многу добро знаат за што се викнати протестираат затоа што донирале, ама без да знаат. За да ги заштитат тие што во нивно име го сториле тоа и направиле криминал, подготвени се во својата хуманост кон вистинските донатори, додат дотаму па својството на сведоци, да го заменат со она на обвините. Медиумските крокодили начекаа момент да пуштат солза во нивно име, како уште една донација за истата сметка. Видовме премногу трогателни изјави од луѓе кои што за донирање самите велат. Сме донирале за поплави, сме донирале за операции, сме биле хумани секогаш кога можеме донираме и за партијата. Не очекувале воопшто ваков третман бидејќи да не се лажеме. Не е пријатно да бидеш повикан на една клупа карши тебе да те гледаат намргучено и да те испрашуваат прашања, сметаш дека си честен граѓанин. Оправданоста на драматичниот новинарски емотивен набој завршува кога зад маските на кротките донаторски јагниња ќе се појават лицата на директорските волци и партиски волчици. За нив, двојните аршини важат само кога тие ќе ги изустат, не сеќавајќи се дека при се, па дури и при креирањето активни мерки за вработување. Целта им беше да создадат маса која ќе цица од државната, за да ја полни партиската каса. Македонски лавови, синови и ќерки на Македонија. Секој доби шанса да се вработи. Време е да се преброиме, сега и одма. Најбитен критериум за наоѓање на работа е стручноста, амбициозноста. Уште е време, комицко. Инфлацијата на лукративни комити се интензивира само кога поради заштита на сопствените интереси треба да им се покаже сила на дежурните предавници. Борците против фиктивниот антимакедонизам кој големиот патриотизам го крепат на лична, а не на национална агенда, признавајќи дека не и припаѓаат на армијата, како и секогаш. На крајот ја откажуваат послушност на татковината во која се колнат. Колку граѓаните на државите во Европа се подготвени да се борат, војуваат и гинат за својата држава. И каде се тука македонци? Ние што имаме каде да се селиме, ќе се селиме. Тие што немаат, нека му ја мислат. И на крајот, за уште еден борец, до смрт. Си ги знам играчите, ќе се сложите од искуство, може би ќе погрешам. Не мислам, туку сум убеден дека Груевски Ахмет има добро. Очигледно во последните 30 дена господинот Мендух Тачи не бил во државата. Мендух Тачи навистина ги знае играчите, ама самиот тој сега е само исклучен. Исто како и играчот, во чиј тим продолжува да игра.
Гледавте 360 степени, благодарам што бевте со нас, ќе се видиме в понеделник од 22:30. Пријатно!